Вести на Канал 8, добро вечер. Засилени контроли се спроведуваат на градскиот пазар во Кочани. Во неколку случаи постојат прекрашувања на законските правила и прописи. Поради тоа се изрекуваат опомени или казни, што пак создава револт кај дел од пазарџиите. Контроли драмаат на градскиот пазар, се чешлаат тезгите каде се продава разновидна стока. Прекрашување на правилата има, но дел од тезгарите кои не сакаат да зборуваат пред камера се жалат дека во одредени случаи се постапувало селективно. Засилените инспекцијски контроли покажале дека дел од трговците го злоупотребуваат законот. Ова не е прва ваква контрола. Во ретки случаи се казнува, но затоа често се изрекуваат опомени. Постои можноста да биде одземена и роба која несоодветно била чувана и изложена пред потрошувачите. Продавачите е потребно да имаат договор за легална продажба со јавните предпријатија во рамки на пазарите, со кој се регулира закупот на тезга. Во спротивно, стоката што ќе биде затекната при инспекцијските акции може да биде одземена, односно да бидат изречени казнени мерки. Станува збор за синергична акција на надлежните институции за преземање мерки и активности за зајакнување на соработката помеѓу субјектите што со закон се надлежни за заштита на потрошувачите и надзорните органи што вршат инспекцијски надзор на пазарот, а со тоа и поголема заштита на потрошувачите согласно со законот. Заради тоа, последните години, особено в четврток, кога е во прашање Кочани, беа засилени инспекцијските контроли во делот на јавните услуги и малопродажбата, односно на најкритичните сегменти во кои се загрозени правата на потрошувачите, а редовни контроли се вршат и во останатите дејности. Универзитетот Гоце Делчев одбележа 8 години постоење. На свечената прослава беа промовирани каталогот на изданија за 2014 година и фондот за наука за 2015, а свечена промоција има и 4 доктори на науки на универзитетот. Со свечена програма, Универзитетот Гоце Делчев го одбележа својот патронен празник, со што и официјално влезе во 9-та година од своето постоење. На свеченоста беа промовирани каталогот на изданија за 2014 година и фондот за наука за 2015, а свечена промоција има и 4 доктори на науки на универзитетот. Денеска го промовираме 6-тиот подред каталог на изданија, кој што е најбогат досега, најобемен досега, содржи 199, значи околу 200 публикации, представени на околу 100 страници. Тоа се публикации кои што се објавени во електронската библиотека на Универзитет Гоце Делчев, меѓутоа и изданија кои што се печатат, а тоа се универзитетските изданија, универзитетски гласник, универзитетски билтен и универзитетски вестник. За 8 години ова е 6-ти поред каталог на изданија кој што го публикува Универзитет Гоце Делчев. Денеска имаше промоција на издавачката дејност на универзитетот за изминатата година и исто така и промоција на фондот за научно-истражувачка работа, при што беа промовирани повеќе од 56 проекти кои што се финансираат од страна на универзитетот, а исто така и повеќе од 140 изданија во издавачката дејност кои од оваа година стана дел од електронската библиотека, која што е на некој начин уникатна библиотека во Република Македонија, затоа што сите изданија кои што постојат во универзитетот се дигитализирани, односно се достапни на студентите во електронска форма. И потребно е да се нагласи дека сето тоа го правиме за студентите без финансиска надокнада. Сите овие изданија кои што ги публикуваат нашите колеги на универзитетот се достапни за сите студенти бесплатно. Новина е тоа што од оваа година, релативно брзо, оваа електронска библиотека ќе отвориме за користење на сите студенти во Република Македонија и за граѓаните на Република Македонија. Секој што сака да ја користи електронската библиотека со пристап преку системи кои што постојат и кои што ги користат престижни библиотеки низ светот, со минимална надокнада, финансиска надокнада према универзитетот, и овие изданија ќе бидат достапни за целата јавност во Република Македонија. Инаку, прославата продолжува и во наредните денови. Централниот настан ќе се случува в петок, 27 март, со свечена седница на Универзитетскиот сенат, на која ќе се обратат ректорот на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Саша Митрев, и председателот на Македонската академија на науките и уметностите, професор доктор Владо Камбовски.
Пред почетокот на свечената седница ќе биде положено цвеќе пред споменикот на Гоце Делчев пред ректоратот на универзитетот. В сабота 28 март во мултимедијалниот центар на универзитетот ќе бидат доделени дипломите на дипломирани студенти од прв и втор циклус на студии, а во рамките на програмата за одбележување на патрониот празник е вклучена и промотивната проекција на кратки филмови од студентите на Ликовната академија. Две комисиски расправи беа одржани в пресред на 26-та седница на Советот на општина Виница. Седницата е закажана за в петок попладне. Пресред на 26-та редовна седница на Советот на општина Виница заседаваа надлежните комисии за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата, како и Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој. Скромен дневен ред од само 5 точки ќе се најде на разгледување и усвојување од страна на виничките советници. Истиот се состои од 5 предлог одлуки, и тоа давање приоритет со финансиско учество за реализирање на проектот замена на прозори во зградата на општина Виница и реализирањето на проектот изградба на пат во село Грљани. Понатаму, предлог одлуката за давање приоритет на проектот за рурални подрачја, енергетска ефикасност за поставување на фотоволтаичен систем на училиштето во село Трсино, за финансиско учество на општина Виница на проект за рурални подрачја, довршување на патот Липец-Осојница, како и предлог одлуката за финансиско учество на општина Виница за реализирање на проекти за рурални подрачја. Седницата на Советот на општина Виница ќе се одржи в петок со почеток во 13 часот и 30 минути. Излезе првиот оглас од циклусот на предпристапната програма ИПАРТ, што ги содржи трите мерки за инвестиции во примарното производство, во преработка и маркетинг за земјоделски производи и за диверзификација на руралниот развој. Минималната прифатлива инвестиција од оваа програма изнесува 3000 евра. Циклусот на предпристапната програма ИПАРТ за помош на земјоделците, која што траеше до 2013 година, а беше продолжен до 2014, сега трае и понатаму во 2015 година. На 21 март излезе првиот оглас кој што ги содржи трите мерки. Мерката 101, која што се однесува на инвестиции во примарното производство. Мерката 103, што се однесува за инвестиции во преработка и маркетинг на земјоделски производи. И мерката 302, која што е за диверзификација на руралниот развој. Огласот ќе трае до 5 мај и сите оние земјоделци кои што се занимаваат со главните сектори опфатени со ИПАРТ, а тоа се лозарство и овоштарство, за градинарско производство и одгледувачите на молзни крави, овци и кози и за подигање на бројлери. Подетални информации земјоделците може да добијат во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во Кочани. Значи, потенцијални корисници на оваа помош, на овие грантови од ИПАРТ програмата се семено земјоделско стопанство, представувано од физичко лице, потоа физичко лице кое е евидентирано во единствениот регистар на земјоделски стопанства и како исто така и правните лица. Значи, мораме да напоменеме дека потребно е секој оној кој што ќе аплицира да биде по некој основ да плаќа придонеси. Значи, земјоделството или да му е примарна дејност или како секундарна дејност, тоест да биде вработен на друго место, а како секундарна дејност да му е земјоделието. Значи, можат сите тие да аплицираат за остварување на оваа помош. ИПАРТ програмата предвидува враќање на вложените средства за почеток 50% и во зависност од старосната граница на апликантот. Ако станува збор за млад земјоделец до 40 години, се враќа 55%. Ако се работи за инвестиција која е над 700 метри надморска височина, се враќа и до 60%. И на местата каде што се зафатени од елементарни непогоди, враќањето може да изнесува и до 75% од вложената инвестиција. Минималната прифатлива инвестиција од оваа ИПАРТ програма е 3000 евра, а земјоделците може да набават трактори, приклучна механизација, како и да инвестираат во доградба и надградба на објекти. Кривични пријави заработија 3 лица кои грабнале и држеле момче затворено во теретана. Осомничените сами сакале да делат правда, па го држеле во заложништво лицето за кое верувале дека ги ограбило. Невообичаен настан се случил минатиот месец, а дестинација била Кочани. По 30 на дена, кратовската полиција поднесе кривична пријава против 3 лица, 23 годишниот Ава од Пробиштип
и 21-годишниот Нала и 24-годишниот Маба, двајцата од Кратово, за сторено кривично дело противправно лишување од слобода. Осомничените наместо по институционален пат, правдата за наводно сторен деликт ја зеле во своји раце. Како што информира од полицијата, на 23 февруари пријавените со автомобил Волво, собственост на таткото на Нала, отишле во Штип, при што во автомобилот качиле 26-годишно лице од Штип со намера да заминат во Кочани. Наместо во Кочани, пријавените го однеле во теретана во Кратово и противправно го држеле од 16 до 22 часот, присилувајќи го да гледа снимка од безбедносна камера за извршена тешка кражба во трговски дуќан, за која пријавените сметале дека ја извршило лицето кое противправно го лишиле од слобода, соопштија од Министерството за внатрешни работи. Велосипедистите се движат во забранет правец на улицата. Непрописно превезуваат товар. Не го почитуваат првенството на минување и на јавен пат се движат со неосветлен велосипед. Ова се заклучоците на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата по одржаната седница на која беа донесени одредени мерки и препораки. Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на одржаната седница, на која присуствуваа и представници на велосипедските клубови, ја разгледа состојбата со учеството на велосипедистите како една од најзагрозените категории на учесници во сообраќајот и констатираше дека со подобрувањето на временските услови доаѓа до зголемување на оваа категорија учесници на јавните патишта. Заради зголемувањето на безбедноста на споменатата категорија учесници во сообраќајот, Општинскиот совет за безбедност донесе неколку препораки. Велосипедистите задолжително да носат заштитен шлем или кацига заради заштита на главата од повреди. Маркирно елече да се носи при учество во сообраќајот во ноќни услови, за да истите бидат навреме забележани од страна на останатите учесници во сообраќајот. Постарите лица да се воздржуваат од управување на велосипед, бидејќи нивните психомоторни способности се намалени и со самото тоа почесто губат контрола над велосипедот при управувањето. Родителите повеќе да се грижат за своите деца при нивното учество во сообраќајот. За непочитувањето на овие совети не е предвидена казна, туку Општинскиот совет за безбедност во патниот сообраќај со нивното прифаќање сака да ја зголеми безбедноста на велосипедистите. Покрај овие препораки, Советот за безбедност апелира до сите учесници во сообраќајот од оваа категорија доследно да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, со што самите ќе зголемат својата безбедност, а како најчести прекршоци кои ги прави оваа категорија учесници на подрачје се забележани: движење со велосипед во забранет правец на улицата, непрописно превезување на товар, непочитување на првенство на минување на крстосниците и движење во сообраќај на јавен пат со необележан и неосветлен велосипед. Триесет крвни единици се собраа на месечната крводарителска акција што Црвениот крст од Кучани ја организираше во соработка со службата за трансфузиологија од Штип. Уште една успешно реализирана крводарителска акција организираше Црвен крст Кучани во соработка со Институтот за трансфузиона медицина регионален центар Штип. Лекарите задоволни од бројот на дарувани крвни единици. Денешната акција во Црвен крст во Кочани тече во најдобар ред, значи имаме досега некаде околу 20 крвни единици собрано, до крајот на акцијата очекуваме уште најмалку 10 или до 15 да земеме уште толку. Пред се сакам да искажам голема благодарност до граѓаните на Кочани, затоа што се хумани, даруваат од својата драгоцена течност со која се спасуваат многу животи. Имаме од сите крвни групи. На изненадување е што оваа акција поактивни и хумани беа помладите, па не ја штедеа својата крв за да спасат живот. Ова ми е трет пат и ќе продолжам да давам крв. Убаво се чувствувам вака и со оваа крв ќе спасиме некој друг живот, на некој му е потребна оваа крв. Црвениот крст од Кучани во текот на годината реализира 12 крводарителски акции, односно секој месец по една. Кочанци на секоја акција ја покажуваат хуманоста и се собираат по околу 30 крвни единици. Собрани се потребните средства во висина од 25.000 евра за операцијата на Даниел Митков во Кина. Хуманитарната акција траеше долг период, со надеж дека ќе има позитивен епилог и дека тој повторно ќе застане на нозе. Конечно се собрани потребните финансиски средства за помош на Даниел Митков и тој може да замине на операцијата во Кина.
Хируршкиот запад ќе се изврши во ВУ Медикал центар во Пекинг, каде е предвидена и неговата рехабилитација. За операцијата на Даниел Митков беа неопходни средства во висина од 25.000 евра. Тие се собираат долг период преку донации на жиросметки, телефонски броеви за донација, хуманитарни акции, концерти и слично, за конечно да се соберат во полн износ благодарение на хуманите граѓани и фирми од општината и пошироко. Даниел настрада во сообраќајна несреќа во која се здоби со тешки повреди на рабетниот столб и остана парализиран во долниот дел од телото. По неопходниот медицински третман во Македонија беше потребен третман со матични клетки и рехабилитација за подобрување на неговата состојба во Република Кина. Сега надежите на сите се дека операцијата ќе биде успешна и тој повторно ќе застане на нозе. Ликовно-поетски перформанс, изложба на уметнички накид на Сонја Драголюб Гиздавик, придружена со поезија инспирирана од љубовта, се одржа синоќа во библиотеката Искра во Кочани. Настанот беше организиран во име на љубовта и пролетта. Изложба на уметнички накид како дел од циклусот Љубовни пеперутки на Сонја Драголюб Гиздавик беше отворена во библиотеката Искра. Содржи 47 експонати како дел од двете премиерно прикажани изложби во Скопје. Првата со наслов Пеперутки, а втората Љубовни пеперутки, која што беше организирана во чест на Свети Трифун. И зошто љубовни пеперутки? Па во пролет се буди. Свети Трифун е, нели, светец кога ја празнуваме љубовта, виното, радоста на живењето. И уште нешто, кога сме влюбени, кога сме млади и кога сме влюбени, нели велиме дека нешто ми трепери во стомакот како да ми летат пеперутки во стомакот. Тоа се тие љубовни пеперутки. Инспирирана од љубовта и од пролетта, авторката Гиздавик направила спој меѓу овие две нешта и создала накид кој наоѓа примена кај понежниот пол. Посебно е задоволството, додаде Гиздавик, што изложбата е отворена во градот на незиното детство, незината младост и првите љубови. Отворањето на изложбата беше проследено и со поезија инспирирана од љубовта. Стихови читаа членовите на литературниот клуб Копнеш. Општина Зрновци ги информира и поканува сите православни верници на чинот на осветување на православниот храм Света Тројца во село Мородвис. Осветувањето ќе биде в недела 29 март со почеток во 8 часот, а ќе го изврши митрополитот Брегалнички господин Иларион. За сите верници што ќе присуствуваат, организиран е и ручек во 11 часот. Следува спортската информација. В сабота на стадионот Никола Мантов ќе се одигра решавачко дерби за титулата во женската фудбалска лига помеѓу Кочани и Драгон. Се очекува одлична фудбалска представа и бројно присуство на публика на трибините. Да се биде или не, шампион е прашање на клучниот надпревар од сезоната за ЖФК Кочани. Бранителот на титулата ќе брака разлика од 2 гола, што повеќе од веројатно ќе биде пресудна за конечниот епилог од сезоната со оглед на квалитетот на останатите екипи. На мала повреда се пожали Афродита Салихи, но и таа ќе му биде на располагање на стратегот Оливер Јовановски за надпреварот в сабота. Во женскиот фудбалски клуб Кочани сите 18 фудбалерки се спремни. Немаме повредени играчи, сите се максимално мотивирани и сме во исчекување на надпреварот во сабота против екипата на Драгон. Пак ќе кажам, значи спремни, подготвени и мотивирани ќе влеземе во овој надпревар, да успееме да го решиме и да го свртиме во наша корист, со што сите заедно ќе се радуваме на нова шампионска титула. Оптимизмот пред надпреварот го дели и една од наискусните фудбалерки во ЖФК Кочани, Тања Митровска. Не сме прв пат во оваква иста ситуација, значи ако се навратиме наназад и минатата сезона бевме во, ако не слична и иста, значи ситуација со изгубени нели 3 бода на гостински терен, меѓутоа сега конкурентот ни доаѓа тука на домашен терен и мислам дека ќе би требало да искористиме таа предност и се надеваме дека значи крајот ќе биде исто како минатата сезона. Првото сезонско соочување меѓу главните фаворити во женската лига СНВ во Скопје заврши со победа над Драгон од 4:2, но според фудбалерките и стручниот штаб на Кочани, двата постигнати гола на гостински терен се одличен капитал за возвратниот надпревар.
психолошката товар ќе биде на наша страна, бидејќи мораме да победиме со 2 гола разлика. Нашите фудбалерки се спремни, подготвени, како физички, така и психолошки. Се надеваме дека тоа нема да влие многу врз нашата игра, дека ќе играме стрпливо, внимателно и дека резултатот ќе си дојде сам по себе. Се играат сепак 90 минути и во тие 90 минути значи очекуваме да ја победиме екипата на Драгон најмалку со 2 гола разлика. Иако е пораз од минатогодишниот надпревар таму на гостински терен, сепак мислам дека не е некоја си голема разлика, што не е недостижна, бидејќи 2 гола во гости мислам дека ќе се исплатат. Ќе треба да бркаме резултат со 2 разлика, значи дали ќе биде 2-0, дали 3-1. Во секој случај, за сабота е најавена атрактивна фудбалска представа. Присуството го потврдија лица од Федерацијата, а се очекува и побројна публика на трибините. Ке имаме доста гости најавено, можда и приметивте во кометот, во изјавите, значи во делот кој ја познават женската игра, женскиот фудбал на Македонија. Сите кола се одложени, место да ги играт во сабота, ќе ги играт во недела, се со единствена цел да дојдат да гледат оваа утакмица која ќе одлучи првак на Македонија. Тоа е едната работа, втората работа ќе имаме гости и најавено и селекторите U17, U19 и новиот селектор Ванчо Балески во А репрезентација, затоа што во двете екипи има репрезентативки кои ги бранат боите на нашата женска фудбалска репрезентација U17, U19 и во А селекцијата. Андов изрази доверба во судиите кои се делегирани за овој надпревар. Дербито Кочани Драгон 2014 е в сабота точно напладне на Никола Мантов. Завршија вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.